feel this way forever. I'm sorry, Miss Jackson. For real. Never meant to make your daughter cry. Поздрав HD комьюнити, аз съм Антония HD и днес ще ви кажем како да направите най-едноставно лого на Photoshop. Значи, айде да почнеме, идеме New. Сега, овде треба малце да смените нешто, ако прв пат користите Photoshop, треба да се смени нешто, значи ова ќе ви биде, мислам, сантиметр, треба да го смените во Pixels. Тука 800, тука 800, и ова Pixels треба да биде, во Resolution 100, Color Mode RGB, значи запрете го тука видеото и видете како ми се мене наместен, така и вие наместете ги. Значи притискаме OK, значи за да отворите вака, тука и тука, Open или CTRL и O. Потоа отворате, може да притиснете само M. Ќе селектирате, значи притискате и држите, селектирате, одите CTRL и C, одите на кај што ќе ви биде логото, CTRL V. Значи сега одите на горе лево таа што е стрелката со плюсот, или Move Tool се вика, може и на V да притиснете и да ја мрдните позадината. Значи нема кај мене многу голема разлика на ова позадината, па така да ќе оставам само вака. Сега го земате таа буквата Т што е, тоа е за пишење букви, или може да притиснете Т, ете го. И се кога ќе го земете тоа, може или на Т или да притиснете на него, ќе притиснете на сликата, само да бидете сигурни да не е ваква Т или ваква, да биде обична Т. Значи сега ќе притиснете на сликата и ќе напишете вашата буква. Еве, јас ќе напишам А. Вака, за да ја мрдате буквата, која ќе напишете, притиснете CTRL, држете CTRL цело време и ќе може да ја мрдате буквата. Ми закочи малце Photoshop. Значи држите CTRL и ја мрдате буквата. Или може исто така да го земете пак тоа за мрдање ше и вака да ја мрдате. Сега, значи кога ќе напишете буквата, ја селектирате и овде горе си барате фонт. Јас ќе го земам овој. Не. Друг ќе земам. Еве овој нека ајде, нема врска. Значи вие одберете си како сакате фонт и тој нека ви биде. Значи сега долу десно гледате позадината и гледате буквата. Значи на буквата притискате десен клик и едете Blending Options. Сега тука малце потешко ќе биде. Ако сакате нешто како 3D да речиме, ќе го штиклирате ова Bevel и Emboss. Одите Size, значи изголемувате Size така поголемо, Depth нека биде најмалце, не. Слабо нека биде, вака како мене ви кажувам за ова, јас не ќам така да користам, не ми е убаво. Друго, одите Stroke, ќе го зголемите тоа малце, значи тоа е како линија покрај буквата. За да смените боја, долу има кај Stroke Color, значи ево Color. Одите тука, притискате и тука си сменувате боја. Ева се направам светло плава. Да, е таква нека е. Сега ова интересно е малце, одите Inner Shadow и Size ќе го Distance ќе го смалите на 0, Size ќе го зголемите на
отприлика е 50. На 50. И гледате како само се направи буквата од ваква на ваква. Ова Inner Glow е за внатрешно светење. Може видите, ама не убаво изгледа тоа. Сатин, не знам баш како сенка нешто внатре става, ама јас не го користам. Ви препорачувам ви да не го користите, оди не убаво изгледа и тоа. Значи, за да смените бајата на буквата, ќе селектирате. Кај видите долу лево, кај што е на бела боја, притискате на незе и тука за да смените бајата. Значи како сакате, притиснете ОК, да се смени. Јас ќе оставам мојата едно пала. Тоа беше за да ви кажам како се сменува бајата, сега се вратиме понатаму. Може и бајата се смени со ова Color Overlay. Значи црвена, може за бојата да смените тука, многу боја кажувам, на црвената боја ќе притиснете и тука има каква боја да биде текстот или буквата, како сакате наречете го. Значи може и вака нешто на кафеаво. Ова Gradient Overlay е ако сакате некоја ваква боја, значи е ваква. Ама тоа ако сакате ќе ви кажам на понатамошни туторијали како да го направите тоа. Сега ако сакате ви свети буквата, одите Alter Glow и го зголемувате Size. Ете, свети значи. Не ви препорачувам тоа, затоа што сега ова што ќе ви го кажам е многу добро, мислам добар изглед има. Значи ова последно е Drop Shadow, одите Drop Shadow и можете или size да зголемите како црно светло, како не знам како. Ова е иначе сенка. Можете ова кругчето овде да смените наваму. Одите distance, го зголемувате и буквата остава сенка. Може и size вака да се зголеми. Вака мислам дека е супер. Со ова не знам баш да работам. Мислам дека е за каква да види дали цврста или мека сенката. Јас вака сам го поставам. Друго што можете да дадете, притискате на позадината, долу десно, одите на Shift, CTRL, N. Ќе ви излези ова, притискате ОК. Се ќе имате уште едно овде, Layer 2. Значи Layer 2 може да притиснете Б и може да цртате со нешто како зад буквата. Пример, може и вака нешто да направите. Значи ова е по ваш избор, ако сакате вака направете, ако не, како сакате. Значи луѓе, тоа ќе би тоа од овој туторијал. Се надам дека нешто разбравте тоа што кажав. Ако сакате за потамошни уште туторијали да ви кажувам за Photoshop, пишете коментар зашто сакате туторијал. Ќе го направам кога ќе можам. Значи тоа би било тоа. Се надам дека живавте. Се гледаме во наредното видео или туторијал. Peace out.